Поштовани пратеници, би сакал да почнам со еден податок кој мислам дека ќе даде поглед на работите, дека и во регионот политичката определба е многу повеќе координирана, отколку што некои тука сакаат да ја представат како фрагментирана. Во Обединетите нации пред неколку дена се изгласа резолуција за поддршка на територијалниот интегритет на Украина и за таа резолуција гласаа земји кои што се битни за Република Македонија, со кои што имаме длабоки трговски, стопански, политички, културни односи, и земјите кои што гласаа во Обединетите нации за територијалниот интегритет на Украина, меѓу другите се и Хрватска, Албанија, Србија, Грција, Словенија, Црна Гора, Бугарија, Турција и многу други. Затоа би апелирал разликите кои што некои ги имаме помеѓу себе, не мора да ги проектираме и регионално. Второ, сум бил представник на Република Македонија пред Меѓународниот суд на правдата и сметам дека ова највисоко судско тело во Обединетите нации треба секогаш да биде испочитувано и во самата декларација стои дека Украина повела или поднела апликација пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг и ценам дека тој потек заслужува поддршка затоа што ова е највисоко тело на Обединетите нации за мировно разрешување на било кои спорови. Иако состојбата во Украина е далеко од мир, сепак ваквиот потек може да биде од помош. Понатаму, правото на Украина да има своја политика и да води своји надворешно политички, да поставува своји надворешно политички приоритети и правото на Украина како суверена држава да не се мешаат во внатрешните работи, исто така е принцип кој што треба да го почитуваме, но би сакал да напоменам дека овој принцип, се надевам, дека владата во Македонија ќе го почитува и за самата Македонија и нема да дозволи мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на соседна Бугарија само затоа што е членка во Европската унија. По однос на состојбата во Украина, сакам да искажам и едно незадоволство од слабата ефективност на владата. Председателот на државата Пендаровски вчера на една национална телевизија кажа дека бил запознат дека во Украина ќе се случи инвазија уште на 5 ноември минатата година. Ние во Украина немаме премногу македонски државјани, можеби се 100 или 150, и замислете, владата не била во можност, иако знаела, не се организирала цели 4 месеци како да најде најдобар можен начин на сите македонски државјани да им обезбеди сигурен трансфер во Република Македонија и да им укаже дека инвазијата неизбежно ќе се случи. Или е слаба координацијата помеѓу Пендаровски и Бујар Османи, или е слаба ефикасноста на самата влада, и тоа збориме за држава во која што долго време имаме амбасада и сме добро дипломатски представени и организирани. И втората работа што сакам исто така да ја напоменам, за целиот овој контекст, за добивање навремено на информации и за координирање со пријателските и сојузничките земји на Република Македонија, што не е дозволиво и досега не се случило, е што Република Македонија за прв пат цели 4 години нема свој амбасадор во Вашингтон. Сите можни акробации, неделовнички и незаконити, се направија како да му се најде амбасадорско место на Фрчковски, затоа што му бил пријател на овој или оној коалиционен партнер, но 4 години немаме амбасадор во Вашингтон, а зборуваме за навремено добијани информации или за координирање со сојузниците, што е наведено во декларацијата, но мислам дека е многу сериозен пропуст на владата во изминативе 4 години и на председателот на државата. На крајот ќе кажам дека согласно позицијата која што ја имаме како политичка партија,
зад принципот на зачувување на територијалниот интегритет на секоја држава членка во Обединетите нации, во случајов на Република Украина. Стоиме зад принципот на немешање во внатрешните работи на државите и ќе дадеме поддршка за оваа декларација. Благодарам. Ви благодарам.